Na 6. april 1941 godina silitina Hitlerova Germanija i Mussolinijeva Italija je napadna Jugoslavija i za nekoliko dana beše razbijena vojskata na kralstvoto Jugoslavija. Ta na 17. april potpišuva kapitulacija. Zemljata je okupirana, dobar del podeljen među dvete sili na oskata, dodeka jedan del im je daden na nivnite sojuznici Ungarija i Carska Bugarija, a od Hrvatske i delovi od Bosne i Hercegovina je sozdadena nezavisna država Hrvatska. Во исто време, германските сили од Бугарија преку Југославија ја напаѓаат и Грција и ја присилуваат на капитулација. Дел од територијата на Грција и се отстапува на Италија и дел на Бугарија. Германија под своја управа го става централниот дел од Егејска Македонија со еден широк коридор. Na ovoj način, Jugoslavija i Grcija se najdua okupirani i podeljeni među silite na oskata i nivnite sojuznici Ungarija i Bugarija. Dodeka Albanija, iako okupirana, formalno samostojna, всушност марионетска, силите на оската je proširuvaат со територија од Југославија, Косово и Западна Македонија, со што ги отвораат националистичките апетити за создавање Велика Албанија. Народите на Балканот, вклучувајќи ги Романија, Унгарија и Австрија, не ја прифаќаат создадената положба и под раководство на комунистичките партии и други напредни сили, постепено кај сите се развива движење на отпор против фашизмот и соработниците на фашистичките агресори. Движењето на отпорот најсилно се развија во Југославија, Албанија и Грција. Во Југославија движењето на отпорот прерасна во народно-ослободителна војна и револуција. Во летото и есента 1941 година, оруженото востание ја зафати целата територија на Југославија. Оружените борби се развиваа и растеа. Окупаторите, чии дивизии беа потребни и на другите фронтови, посебно на источниот фронт спрема Црвената армија, беа немоќни да се расправат со оруженото востание на народите и народностите на Југославија. Тие почнуваат организирање контрареволуционерни формации од припадниците на непријателите на работничката класа. Тие постепено се изродија во непријатели на својот народ. Народно-ослободителната војна и револуција на народите и народностите на Југославија представуваше посебен фронт во поробена Европа, на кој за окупаторските војски и целиот негов апарат никогаш на тој фронт немаше борбени паузи. Југославија војната ја завршува со преку 800.000 борци. Ако кон овој број се додадат и 305.000 загинати како припадници на војните единици, тогаш се гледа дека Комунистичката партија на Југославија со својата правилна стратегија успева да изврши максимална мобилизација. Југославија со својата народно-ослободителна војска даде голем придонес во победата над фашистичките агресори и над фашизмот како идеологија. На 7. април, под влијание на внатрешниот фактор, постоење на неколку комунистички групи и надворешниот фактор Советскиот сојуз во војна и Народно-ослободителната војна и револуцијата во Југославија, во ноември 1941 година е организирана Комунистичката партија на Албанија. Со ова се дава организационен карактер на движењето. Централниот комитет на Комунистичката партија на Албанија веднаш издава проглас во кој се повикува албанскиот народ на оружена борба. Веќе во 1942 година дејствуваат 22 партизански чети, а доаѓа и до повеќе оружени судири во демонстрациите. На 16 септември 1942 година е одржана национална конференција на која е создаден антифашистички фронт. Во истиот месец, од 17 до 22 март 1943 година, Комунистичката партија на Албанија одржува конференција, чие значење се цени дека е еднакво на Конгрес.
Na ova konferencija je donesena odluka za formiranje Glavenštab na Narodno-osvojiteljната vojska na Albanija, formiran na 10. juli 1943. godina. В 1943 година почнува да се создава покрај партизанските одреди и војска. Така на 15. август е создадена првата албанска бригада, за во 1944 година да дојде и до формирање дивизии. Razvojet na borbata ovozmožava na 24. maj 1944. godina da se održi prviot antifašistički nacionalen kongres, na koji je izbran antifašistički nacionalen sovet. Ovoj sovet, Voperat, donesува zakon za organiziranje na narodnata vlast, jednovremeno je sozdadena i privremena demokratska vlada. Во текот на 1943 и 1944 година доаѓа до воена соработка со Народно-освободителната војска на Југославија. Pitanje saradnje bilo je ključno pitanje. Ponudili smo Narodno-oslobodilačkom pokretu Albanije da saradnju organizujemo na taj način što ćemo njihove čete dolaziti na teritoriji Makedonije i Kosova, a naše čete također tamo na onim terenima gdje su makedonsko stanovništvo, a na teritoriji Albanije. Tako da mi taj nacionalno netrpeljivost međusobno preovladamo. To je osnovno bilo da bismo mogli onemogućiti namer okupatora. I do te saradnje je došlo na sektoru Tetovo, na sektoru Debra, onda je došlo na sektoru Ljume, Malesije Đakovačke i Đakovice, jer naš je pokret jak bio i na sektoru Debra sa naše strane, a i njihov na sektoru Debra s druge strane granice, i slično je u Đakovačkoj Malesiji bilo. Slično je bilo i na Šarinu. S tim što njihov pokret s one strane granice na Šarin nije bio tako jak da je mogao da utiče. Ta saradnja je razvila se u početku polako, postepeno, a onda se razvila do te mere da su njihove jedinice, albanske jedinice, došle u oslobađanju Kosova, i dvije divizije su krenule i dalje prema Sandžaku zajedno sa našom vojskom. To je doprinos Narodno-oslobodilačkog pokreta Albanije našoj saradnji. Mislim da iz te saradnje je trebalo, bar po našoj zamisli, da iznikne jedna široka Balkanska konfederacija, odnosno federacija, jedinstvo balkanskih naroda, koje je toliko izmešano raznim narodima da je to nemoguće podijeliti nikakvim graničnim linijama i to je moguće samo jedna zajednica koja bi bila bez granica. Na toj liniji smo i napravili, sastali smo se sa predstavnicima CK Albanije i vrhovnog štaba njihove Narodno-oslobodilačke vojske. Tu je bio Enver Hodža, bili Koči Dzodze i bili su još nekoliko članova centralnog komiteta, bili su naši drugovi, Miladin Popović i Dušan Mugoša. Sa svima njima smo razgovarali i napravili smo i sporazum između nas o toj zajedničkoj saradnji duž granica i o toj perspektivi, čak smo govorili o toj perspektivi razvoja naše saradnje poslije rata. Znači, o perspektivi stvaranja jedne šire balkanske zajednice. To smo i potpisali, ali smo istovremeno odlučili da momentalno do okončanja rata ne diramo u granice postojeće, nego da granice se priznaju, a da će budući odnosi naroda na Balkanu zavisiti od toga hoće li komunisti pobediti. Međutim, sad vidimo da zavisi od toga koji će komunisti pobediti i jesu li to komunisti koji su pobedili. Во Грција од 1940 година до април 1941 година, грчкиот народ мобилизиран во грчката армија води успешни операции против 9-та италијанска армија. Меѓутоа, со нападот на германската армија од Бугарија и преку територијата на Југославија е скршен отпорот на грчката армија.
Grčkiот народ, чиј отпор се јавува уште во 1936 година против фашистички ориентираната клика, состојбата создадена во 1941 година не ја прифаќа и веќе во есента 1941 почнува организиран отпор. Движењето на отпорот на грчкиот народ во првата фаза до јули 1943 година постигна најголеми успеси. Создадени се слободни територии и покрупни воени единици. Grčki narodno-slobodački pokret je bio veoma masovni. Ja mislim da je u svakom selu su oni imali svoje organizacije, svoje vojne organizovane odrede i predstavljali su osnovnu snagu grčkih snaga otpora. Ali njihova slabost je bila u tome, u toj unutarnjoj organizaciji, u toj najširoj organizaciji protiv okupatora, ali dejstva protiv okupatora, oružanih dejstva protiv okupatora su vrlo malo imali. Tako da je izostala ona surovo obračunavanje okupatora protiv pobunjenog naroda, što imamo mi u Jugoslaviji, ali izostalo je i diferencijacija u grčkom pokretu, tako da su, kad je okupator bio uništen, koristili to Englezi, tu slabost oslobodilačkog pokreta i došlo se do toga da ne uspije narodno-oslobodilački pokret u Grčkoj da osvoji vlast poslije oslobođenja, kao što je to bilo u Albaniji. Sastanak smo imali prilikom mog prvog odlaska u Grčku. To je sastanak sa glavnim štabom. Glavni štab Grčke narodno-oslobodilačke vojske Elasa sastajao se od jednog vojnog lica, to je general Sarafis. On je bio pukovnik stare vojske, to je morao biti oficir stare vojske po ustrojstvu Elasa. To je bio general Sarafis, pukovnik stare vojske. On je ostao veran, poslije rata bio u opoziciji kao narodni poslanik i izgleda da su mu u automobilskoj nesreći koja je navodno inscenirana je poginuo. Drugi je bio partizan Haris Veluhiotis, to je prvi partizanski komandir koji je organizator partizanskog odreda u Grčkoj. On nije prihvatio sporazum u Varhizi sa Englezima, koji je napravilo rukovodstvo Grčke komunističke partije i njega su rukovodstvo partijsko je na prevaru ga domamilo iz brda i ubilo ga, streljalo ga. A treći je bio, to je u stvari politički komesar, to je Vasilije Samarinotis, tako mu je ime partizansko bilo, međutim to je Andrija Džimas. On je povukao se za Sovjetski savez i Čekoslovačkoj sam se sreo poslije rata sa njim. On je bio najsposobniji među njima i on je prihvatio tu saradnju sa nama i potpisali smo zajednički sporazum. Кулминацијата на движењето на отпорот на грчкиот народ е во 1943 година. Меѓутоа, со оставањето на Елас под команда на главниот штаб за Средниот Исток е променета основната стратегиска и тактичка концепција, имено да не се води борба против германските окупатори. Во Елас се формираат и посебни македонски единици, но во летото 1944 година настојуваат да ги разбијат. Создаден je i osloboditelен front za Makedoncите СНОФ. Во редовите на резервната и активниот Елас, во чии рамки се бореа македонците, имаше 25.000 македонци. Така може да се објаснат и некои придобивки на македонскиот народ во текот на народно-ослободителната борба. Создавањето на СНОФ, Славјано-македонски народно-ослободителен фронт во некои околни во Егејска Македонија. Формирањето на СНОФ, Славјано-македонска народно-ослободителна војска. Органи на власта на слободната територија и училишта на македонски јазик и така натаму. Меѓутоа, развојот на
грчко движење и неговиот став, негативен став на грчкото раководство спрема македонците и македонското национално прашање го спречи природниот развој кој водеше кон општо вастание и заедно со своите браќа од Вардарска Македонија да ги оствари своите национални идеали македонскиот народ и својата социјална слобода. Грчкото движење, ако не од началото, меѓутоа покасно, од 1943 година, израсна во масовно оружјено востание. Но тоа се постави на многу тесна основа, национална, дури и националистичка основа. Имам Национално-ослободителен фронт, кој беше коалиција на Комунистичката партија на Грција со некои помали партии и личности, во својата програма немаше ни збор за правата на македонците, за националната права на македонците. Нивното раководство се ориентира на тесна соработка со еден од сојузниците од големата антихитлеровска коалиција, со англичаните. И им дозволи нивните војни мисии да се мешат во нивните внатрешни работи. А се определи за тесна соработка со тие сили и направи несватливи спогодби со англичаните и со грчката имигрантска влада. А се оградуваше од тесна соработка со народно-ослободителните движења и особено со тоа на Југославија. Како резултат на таквиот развој и определување, грчкото раководство на отпорот презеде и непријателски политички акции против македонците. Се отказа од ориентацијата снов да се конституира во цела Егејска Македонија и ги растури постојките организации по отделни околија. Не се конституира македонските партизани во составот на ЕЛАС во посебни единици како што беше ориентацијата, а со војни притисци настојуваше да ги растури постојките баталиони. Конечно, таквата ориентација на грчко движење ја оневозможи потесната соработка измеѓу балканските движења, особено со тоа на Југославија, во најкритичната фаза од војната, во времето на повлекувањето на германската окупациона армија од Грција, што можеше да му биде нанесен голем удар, да зева широки разбери во станието, а тие германците на тој начин се повлекоe, тие армии се повлекоe, така да се речи, без поголеми проблеми на југословенските боишта. Епилогот е познат. Во Грција се реставрира реакцијата, што стана увод за граѓанска војна со катастрофални последици за прогресивните сили во Грција и нови голготи на македонците. Пред инвазијата на Југославија и Грција, царска Бугарија беше вклучена во воениот сојуз познат како сили на оската Рим, Берлин, Токио или Троен сојуз. Со вклучувањето во оската царска Бугарија ја стави на располагање на германската армија својата територија, од каде што германските сили извршија напад на Југославија и Грција. Набргу на располагање на Хитлеровата врховна команда, царска Бугарија ги стави сите своји економски и воени потенцијали. Бугарската армија окупира територија од североисточниот дел на Грција, тоест делови од Македонија и Тракија, потоа територија од Југославија, Македонија и југоисточна Србија. Така мобилизираната царска бугарска армија во текот на војната 1941-1944 година беше распоредила своји 8 дивизии во Југославија.
Jednovremeno carska Bugarija gi anektira okupiraните oblasti i zavede svoja državna vlast. Doveduvajki god Bugarija celiot administrativen aparat od selski kmet do oblasten direktor, policija i nastaven kadar. За борба против народно-освоителната борба и партизанските одреди на окупираните територии и за борба против припадниците на движењето на отпорот во Бугарија, владата организира и посебни единици, ловни роти, чети и ловни дружини, батальони. Во ваква сложена положба се најде Бугарската работничка партија како организатор на движењето на отпорот на бугарскиот народ. Движењето на отпорот го насочува против царската бугарска власт, која беше длабоко загазила во водите на фашизмот. Во текот на 1942 година, партијата развива широка иницијатива со цел создавање комитети на Отечествениот фронт. Националниот комитет на Отечествениот фронт беше формиран во август 1943 година. Со настаните на фронтовите во 1942 и 1943 година, посебно на Источниот фронт, партијата зазема став за оружена борба за создавање партизански единици. Првиот партизански одред е формиран на слободната територија на Југославија во Црна Трава. Подоцна во 1944 година на слободната територија на Југославија се формирани првата и втората Софијска бригада и бригадата Георги Димитров. Така во 1944 година, пред навлегувањето на Црвената армија во Бугарија под раководство на главниот штаб, имаше 37 партизански одреди, 9 партизански бригади и една дивизија. Во моментот на капитулацијата на царската армија се формирани неколку батальони, а во Софија некои единици од царската армија на 9 септември 1944 година се приклучија кон единиците на движењето на отпорот. Познато е дека во септември 1944 година под притисокот на единиците на Црвената армија, конкретно Третиот украински фронт, во Бугарија настапија револуционерен преврат. Отечествениот фронт во Бугарија создаде нова влада и отпочна со нови промени револуционерни. Карактеристично е што таа отечествена фронтска влада веднаш отпочна да создава и армија, што е и нормално, за да обезбеди оно што е извојувала. Меѓутоа, една работа е неугодна. Тие ја употребија старата бугарска армија, тие дивизии кои беа во Бугарија, чак него ни сменија кадарот, со стариот кадар само ставија политички комесари. Чак некои од командантите ги унапредија, како што беше случај со Иван Маринов, кој беше командант на 14-та дивизија, на 15-та дивизија во Битола, тој е направен за главно командујќи на бугарската армија. Но тоа се проблеми бугарски. Меѓутоа, уште за време на создавањето, периодот кога они почна да создават армија, се појави желбата нивна да старата окупаторска армија, петта армија која беше во Македонија, да и она соработува со нас. Меѓутоа, таа нивна идеја дојде многу касно. Таа идеја и да беше и порано, тешко ќе можеше се реализира, бидејќи командантот на петта бугарска армија не прифаќаше никаква соработка. Ние му предложихме, но тој не прифаќаше. И кога дојде до тај разговор, ние им кажахме дека практично пета бугарска армија не постои, освен 800 војника во Прилеп, кои доброволно премина на наша страна. Јасно, после тие разговори, дојде приемот, Тито прима бугарска делегација во Крајево на 5. октомври 1944 година и дава согласност да може бугарската армија да учествува на територијата на Југославија заедно во борба со нашите единици, и тој многу изричито поставува дека командата во Југославија мора да остане во наше раце.
По формирането на българска армија, таа ја подчинија бугарите на Третиот Украински фронт, што е и нормално. Третиот Украински фронт се држеше власта практично во Бугарија. И односно и отечествена фронтска влада се одржаваше на единство на Третиот Украински фронт. Третиот Украински фронт направи еден распоред за употреба на бугарските армии. Првата армија е концентрира во районот на Кюстендил, за дејство покрива река за Куманово. Втората армија е во районот на Пирот, за дејство кон Ниш. Четврта армија е концентрира во Горна Џумаја, сега Благоевград, за дејство во Брегалничката котлина. При тоа е карактеристично да четвртата армија имаше само една единствена дивизија. Но тоа се проблеми за дискусија. Таа бугарска армија, која броеше околу 400.000 војника, од кои са 90% старите бугарски војници, а околу 10% е вклучено нешто партизани и нешто доброволци. Сосема логично, воспитавана со децении дека Германија не победива, дека се они сојузници на Германија, таа во самите борби би не даде оние квалитети што сакат денешните бугарски раковици да ги предават. Бугарскиот полковник од отечествено фронтовската армија во една своја студија за квалитетите на бугарската армија пишува следно, јас ќе ви прочитам неколку само цитати. Ето е. Например, вели вака: изостанувањето на војниците под разни изговори била обична појава на страна 9 во неговата студија. Или, на сите им е познато дека бугарската војска околу 9 септември беше дезорганизирана. Дисциплината во неја беше сведена на нула. Мислам дека овие цитати немаат потреба да се коментират. То нека размислуват во Бугарија. Оно што мене ме денеска забринува, тоа е што идејата на Тито да се дозволи на бугарската армија да учествува во борбите на територијата на Југославија, тие не ја сватија реално. Тито имаше желба да се создадат услови за едно зближување на балканските народи. И сметаше дека бугарската војска, која беше окупаторска, ако им се даде на таа нова што се создава можност да учествува во некои борби, ќе се отворат некои, ако не патиша, барем стази за таква една соработка. Денеска тоа е во бугарската историографија наполно изобрнато и те сега тоа го прикажуваат нивното уштво како да не ослободиле, да они ослободиле Југославија. Ние можеме да им признаеме одредено учество, но многу слабо, со многу грижи што ни ги зададува за текот на самата војна. Во текот на Втората светска војна, Романија се најде на страната на силите на Оската. Во 1941 година и романската и унгарската територија служат како база за напад на Советскиот сојуз. Војската на Романија е вклучена во германските операции на Источниот фронт против Црвената армија. Романскиот народ не ја прифати политиката на својата влада и протестот го изрази во организирање демонстрации. Комунистичката партија го повикуваше народот во борба за соборување на монархо-фашистичкиот режим. Кога ситуацијата на Источниот фронт укажуваше дека Црвената армија е во офанзива, во 1943 година беше создаден партиски антифашистички фронт во кој влегуваат Комунистичката партија, Ратарскиот фронт, Сојузот на патриотите и Социјалистичката селанска партија.
Razvojotna situacijata na istočniот фронт го засили движењето на отпорот и од страна на неколку членови на Патриотскиот фронт, Деше, Бондараш, Чаушеску и други, je razraботен план за засилување на отпорот со акцент да се истакне акционото единство на работничката класа. Почнува востанието на романскиот народ. На 23 и 24 август се водат жестоки борби и до 31 август со напредувањето на Црвената армија е ослободена земјата. Се создава нова романска армија, која влегува во оперативен состав на Црвената армија и со неја учествува во операциите до крајот на Втората светска војна. Унгарија, поради фашистичката ориентација на хорти и владеашките средини, доброволно станува сојузник на Хитлерова Германија, со чија помош добива дел од териториите на Романија и Југославија. Со италијанско-германската агресија на Југославија, Унгарија зема учество и окупира дел од територијата на Југославија. На унгарскиот народ му тежеше Хортиевата управа и војната и беше заинтересиран за борба против фашистичките сили за ослободување од Хортиевиот режим. После tih demonstracija u zemlji je teror uzeo nečuvene razmere. Na stotine ljudi je bilo uhapšeno, a mnogi su bili pobijeni bez suđenja. Kasnije, antifašistički i antiratni otpor se manifestovalo u štrajkovima, raznim sabotažnim akcijama, naročito u ratnoj industriji. A jedna grupa mladih radnika u proleće 1944. godine je prebegla u Jugoslaviju i priključila se bataljonu Petrov i Šandor, koja se tada borila u Slavoniji. U martu 1944. godine u Maju je formiran ilegalni mađarski front od predstavnika komunista i građansko-demokratskih snaga, koji je pozvao stanovništvo na oružani otpor i sabotažne akcije. Tada još oružani otpor nije uzeo veće razmere. Približavanjem sovjetske armije granicama Mađarske, međutim, ova antifašistička oružana borba protiv nemačkih i mađarskih fašističkih snaga iz dana u dan postaje sve jača. Tada su već u Karpatskoj Ukrajini borile dve partizanske jedinice, Petefijeva i Rakocijeva, sa oko 1500 boraca. Pripadnici ovih jedinica bili su većinom bivši mađarski zarobljenici iz razbijene druge armije. Bilo je međutim među njima i Mađara iz Bačke, koji su kao osuđeni antifašisti u kazneničkim radničkim jedinicama bili upućeni na istočni front i tamo uspeli da prebegnu Rusima. Ovdje još treba dodati da je u oslobođenju Budimpešte učestvovao i takozvani Budimski dobrovoljački puk sastavljen od bivših mađarskih zarobljenika. Bile su još formirane i druge partizanske jedinice, kao na primjer bataljon Stančić-Mijaj, bataljon Gerga i Artur, partizanska grupa Mađarski oslobodilački front i druge. Воведувањето на фашистичкиот режим од страна на владите на Долфус 1933 и Шушнинг 1936 година, како и приклучувањето на Австрија кон Германија, народот, посебно организираните напредни сили, не ги прикрива. Хитлер прогласува обединување на Австрија со Германија и со тој чин веднаш е уапсено преку 76.000 комунисти и други прогресивно ориентирани. Веднаш отпочнува нивното транспортирање во концентрационите логори. Се јавуваат дезертери од војната, бегалци од затворите, кои во целина гледано народот ги прифаќа и ги чува. Ваквото расположение го присилило Хитлера да не создава австријски војни единици, туку австријците ги вклучува во војската на германскиот рајх. Првите партизански групи се јавуваат во 1942 година во Јужна Корушка, а во 1943 година во Горна Корушка и Горна Штаерска, што е резултат на внатрешното расположение на масите, но и на надворешниот фактор, успесите на источниот и другите фронтови, како и развитокот на народно-ослободителната борба во Југославија.
се создаваат и партизански одрedi кои соработуваат со Народно-ослободителната војска во Југославија. Движењето на отпорот во Италија ке го разгледуваме како на соседна земја, поради фактот што од италијанските окупаторски војски во Југославија се создадени посебни партизански единици во состав на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Во 1942 година антифашистичките сили развиваат организациона мрежа на силите на отпорот. Комунистичката партија на Италија со другите сили бара заедничка платформа, а води преговори и со монархо-фашистичките центри за да ги одвои од фашистичкиот режим. Во 1943 година активноста на антифашистичките сили се засилува, што е секако резултат на положбата на фронтовите. Секако од посебно значење е инвазијата на сојузниците на 10. јули 1943 година на Сицилија, што доведува до крупни промени во Италија. Кралот и силите на отпорот го сменуваат на 23. јули Мусолини и власта ја презема маршал Бадољо. Капитулацијата на Италија на 8. септември 1943 година овозможи да се формираат и партизански единици во составот на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Заедничкото за сите движења на отпорот во Втората светска војна е во тоа што во сите балкански земји, како и во многу европски земји, носители се комунистичките партии, а нивната активност е насочена против режимот во својата земја, што укажува дека власта била одвоена од народот. Иницијатори на отпорот се комунистичките партии, но тие за раководење на отпорот создаваат посебни тела врз основа на коалиција со други партии. Таков е случајот во Италија, Австрија, Унгарија, Бугарија и Грција. Во Југославија и Албанија носители и организатори на борбата против окупаторите се комунистичките партии. На овој начин тие не ја делат власта. Оваа околност се одразува и врз статусот на секоја земја по завршувањето на Втората светска војна, но ова беше во зависност и од стратегиските концепции за водење на борбата. Така тие движења што беа повеќе или помалку врзани за операциите на сојузниците, како што беше во Грција, Бугарија, Унгарија, Австрија и Италија, и по завршувањето на војната во поглед на уредувањето на својот државно-политички систем, остануваат помалку или повеќе во зависност од политиката на сојузниците, односно од блоковските сили.